Потиснувањето на емоциите како гнев, тага или страв може да има сериозни последици врз телото. Иако многумина се обидуваат да ги контролираат чувствата за да продолжат со секојдневните обврски, организмот често реагира на скриениот стрес. Кога емоциите долго време се потиснуваат, нервниот систем останува во состојба на постојана напнатост, а се зголемува и нивото на хормоните на стрес како кортизол и адреналин. Една од првите последици може да биде хроничен замор, дури и кај луѓе кои доволно спијат. Телото често реагира и со физички симптоми како главоболки, напнатост во вратот и рамениците, како и проблеми со желудникот и варењето. Со тек на време може да се појават и нарушувања на спиењето, бидејќи потиснатите мисли и чувства стануваат поинтензивни во моменти на одмор. Експертите предупредуваат дека долготрајното потиснување на емоциите може да влијае и на имунолошкиот систем, зголемувајќи ја подложноста на инфекции. Затоа, психолозите советуваат дека препознавањето и изразувањето на чувствата преку разговор, пишување или физичка активност може да помогне во враќање на рамнотежата на телото и умот. Иако многумина редовно вежбаат и внимаваат низ храната, масните наслаги околу стомакот често остануваат. Според експертите, причината понекогаш не е храната, туку пијалоците што секојдневно ги консумираме. На врвот на листата се газираните сокови, кои содржат големи количини шеќер што може да предизвика нагло зголемување на нивото на инсулин и складирање на масти, особено во пределот на стомакот. Проблем може да бидат и купечките овошни сокови, кои иако изгледаат здраво, често содржат високи количини фруктоза и дополнителни шеќери. Енергетските пијалоци и алкохолот, особено пивото, исто така се поврзуваат со зголемување на телесната тежина и појавата на така наречениот пивски стомак. Експертите советуваат овие пијалоци да се заменат со вода или незасладен чај, што може да помогне во подобрување на метаболизмот и полесно одржување на телесната тежина.